Добар ден, стартува уште една нова телма амбуланта. Што е тоа хијатална хернија, позната меѓу луѓето како кила на желудникот и кој е предиспониран за развој на ваков проблем? Дали постои некаква поврзаност помеѓу килата на желудникот и киселините, срцебиењето и градната болка? Опасни ли се хијаталните херни кои што се големи? Можат ли да доведат до заетајување на функцијата на срцето? Постои ли потреба за третман на малите херни на желудникот? Што не даваат симптоми? Кои се опциите за лекување и во кој случај е неопходна хирургијата? Разговараме со професор доктор Дафина Николова, гастроентерохепатолог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а емисијата ќе биде контактна. Останете на телма. За килата на желудникот во денешната телма амбуланта разговараме со професор доктор Дафина Николова, гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на телма. Добре најдов. Сите имаме слушнато за кила на стомакот, папочна кила, потоа кила што се јавува на препоните, но има кила кое што е карактеристична и за желудникот. Па за каков проблем конкретно станува збор? Да, точно. Кила на желудникот или хијатална хернија е состојба кога дел од желудникот, кој што е интраабдоминален орган, низ диафрагмата ќе премине во градниот кош и тука формира едно кесесто проширување и предизвикува симптоми. Диафрагмата е орган кој што го дели торакалниот од абдоминалниот дел и централно има поставено еден отвор наречен хијатус. Низ тој отвор нормално поминува храноводот заедно со васкуларни и со нервни структури. Ако под било кои причини дојде до некакво разлабавување на овој отвор, тогаш се создаваат услови дел од горниот дел од желудникот да премине проксимално кон градниот кош и да се формира оваа килна кеса. Дали ваква килна кеса се формира само на тој горен дел на желудникот или пак може да се забележи и на неговите останати делови? Не, во најголем процент е само во горниот дел од желудникот, најречен кардија, бидејќи анатомски и локацијски е најблизок до овој хијатус на диафрагмата, за разлика од тоа другите делови од желудникот како пилорот или антрумот се локацијски подалеку и тие исклучително ретко можат да хернираат. Има ли различни типови на кила на желудникот? Да. Постојат три типови на желудечни кили. Едниот се вика лизгачки тип и самото име го кажува, нели, настанувањето, желудникот лизга од долу нагоре и тоа е најчест тип на хернија, се јавува некаде над 80% кај пациентите со кили. Вториот тип пореток, но малце покомплициран, е наречена параезофагијална хијатална хернија, каде што желудникот низ отворот покрај езофагусот застанува и тука останува фиксиран и тука клиничката симптоматологија и компликациите се малце и посериозни. И третиот најредок тип е мешан тип, комбинација од овие две. Познати ли се причините кои што може да доведат до појава на кила на желудникот? Дали во семејствата каде што постои оваа диагноза, можноста за болеста се зголемува, односно има ли некаква наследна компонента? Да, бројни се ризик факторите кои што може да доведат и точно во некои семејства има проследување на ваквите типови на болести, дел заради конституцијата и градбата, дел заради некоја генетика, најчесто наследни заболувања на сврзните и потпорните ткива, некои мускулни дистрофии, мускулно-нервни заболувања каде што се разлабава мускулатурата и тоа може генетски, нели, да се проследи од една генерација во друга. Меѓутоа, најголем ризик фактор за настанување на оваа состојба е прекумерната телесна тежина. Што значи сите лица кои што имаат прекумерна телесна тежина, кај нив очекуваме ваква состојба. Зошто настанува тоа? Бидејќи мастите се таложат, нели, околу органите и доведуваат до зголемување на интраабдоминалниот притисок. Секоја состојба каде што имаме зголемен притисок во стомакот, кој што може да ги избутка органите, е предиспонирачки фактор за да настане ова. Значи, тоа е број еден ризик фактор. Понатаму староста, возраста. Оваа состојба е многу почеста кај повозрастната популација. Се проценува дека некаде од 20 до 50% од лицата на возраст над 50 години ќе имаат некаков тип на кила. Што значи како старееме,
проблемите нели ќе се појавуваат. Причина зашто се јавува кај возрастната популација е токму тоа физиолошко старење на мускулатурата. Затоа се нели оние генерални препораки кои што ние лекарите ги даваме, да се води здрав живот, постојано да се вежба физичка активност, токму заради тоа да го одржиме тонусот на мускулите и на сврзните ткива. Значи стомачната мускулатура доколку олабави, тоа е ризик фактор за појава на кила на желудникот. Да, токму така. Затоа што се изменува статиката и положбата. Значи ние сме родени со одреден тонус и треба тој да го одржуваме. Ако или прекумерно го зголемиме стомакот или прекумерно се разлабавиме, нормално дека ткивата ќе има некаква динамика и раздвижување. Секако тоа не оди во екстреми, но сите сме ние различни. А доколку некој има искривување на рабетниот столб или пак лошо држање на телото, лоша постура, ќе се јави истиот проблем? Да, сето тоа влие повторно на онаа положба на самите органи. Секој искривување, секој придвижување на рабетниот столб на оската, промени во структурата на абдоминалните мускули се ризик фактор за ова да настане. Се случува некогаш прв пат да се забележи проблемот за време на бременоста? Кај жените? Да. Токму повторно онаа состојба каде што имаме зголемен интраабдоминален притисок во бременоста, како што расте плодот и се шири матката, нормално треба да се направи простор за новото дете што ќе дојде и тоа зголемување на матката прави притисок на органите. И тоа е првиот ризик фактор, причина, механичка причина. Втората причина зашто во бременоста почесто може да настане хиаталната хернија е зголеменото ниво на прогестерон. Овој хормон за време на бременоста се зголемува бидејќи делува како релаксатор на мускулатурата. Ја спрема нели мајката, го шири абдоминалниот зид за да има простор за бебето, ја шири крлицата за да може да се изврши породувањето. Така да и тој тука влие врз тоа разлабавување, да се отвори тој хиатос и да постои потенцијал нели да се јави хернија. Кога ќе заврши бременоста, физиолошки паѓа прогестеронот, мускулатурата се враќа, нели телото секако на мајката нема да остане исто, но со постепени умерени вежби може да се врати нормалниот тонус и на диафрагмата и на останатите органи и мускулатура. Бидејќи притисокот кој што се зголемува во стомачата празнина доведува до појава на кила на желудникот, дали оние лица кои што имаат стомачни тегоби и нередовна столица би се соочиле со еден ваков проблем? Да. Пациентите кои што имаат хронична обстипација, нели потешко излегуваат поголема нужда, мора да притискаат, нели, дали со грчење на стомакот, дали некогаш и со мануелни притисоци, и сето тоа го зголемува тој интраабдоминален притисок и може да доведе до појава на кила. А професорке, што е со оние кои што имаат нетолеранција на некој тип на храна? Нема поврзаност помеѓу, да речеме, глутенската интолеранција и појавата на хиаталната хернија, но одредени типови на храна може да доведат до потенцирање на симптомите кај пациенти кои што имаат кила. Такви типови на храна се преработени храни, многу зреени вина, оние кои што се богати со хистамин. Хистаминска интолеранција, така? Така, да. Хистаминот е всушност состојка кој што ние нормално имаме во нашиот организам и таа игра улога во имунолошкиот одговор при алергиски реакции. Хистаминот го регулира лачењето на жедолудечната киселина, го регулира крвниот притисок и има влијание во други физиолошки процеси во нашето тело. Меѓутоа, храна богата со хистамин може негативно да влие кај пациенти со гастроинтестинални тегоби поради два механизми. Едниот механизам е хистаминот се врзува со тие H2 рецептори хистамински кои што ги имаме ние во желудникот и со тоа предизвикува зголемено лачење на киселина. И друг механизам е неговото агресивно дејство врз слузницата на храноводот на желудникот. Хистаминот во храната се создава преку бактериска разградба на протеини и многу го има во зреаните сирења, во зреаните вина, во туршијата, го има во пушени преработени месни производи. Природно го има многу во јагодите, во авокадото, во јаткастите плодови, што значи тоа е онаа храна која што потешко може да се толерира кај овие пациенти.
А што е со оние кои што имаат тупорна кашлица и некаков проблем со белите дробови со респираторниот систем? Може ли тоа пак да доведе до кила на горниот дел на желудникот? Да, кашлицата може да е причина за појава на кила, но и последица на постоење на веќе кила. Кај пациенти со хронични обструктивни болести или со бронхиектази, поради таа хронична надразнителна кашлица, постојано се дразни диафрагмата, се врши компресија и притисок врз неа и нормално кога имате некаков постојан напор и механички притисок врз нешто, со текот на време да се направи некакво попуштање. Тоа е едната причина зашто може да настане, а од друга страна и самата кила може да кај пациентот предизвика хронична кашлица. Споминавте дека тука во горниот дел всушност кај белите дробови, да притиска на нив. Точно. Едно е малиот, ако е поголема, да, ќе има голем компресивен ефект врз структурите и ќе предизвика надразнителна кашлица, а другата причина е бидејќи кај овие пациенти кои што имаат кила на желудник, освен што анатомијата е нарушена, нарушена е малце и функцијата на долниот езофагиален сфинктер. Тој е всушност еден мускул кој што има функција да го спречи враќањето на киселината од желудникот во хранопроводот. И сега кога имаме едни вакви структурни нарушувања, потоа и функционални, постојано кај овие лица се враќа киселини од желудникот во хранопроводот. Може да биде толку изразени, толку силна таа регургитација да достигне и до орофарингсот, особено пациентите кога се во лежачка положба, во горните респираторни патишта и тука таа кисела содржина прави дразба на лигавицата и на структурите. И пациентите со кила чисто се жалат на една хронична надразнителна кашлица, на еден засипнат глас, може да имаат промени во гласните жици. Често се јавуваат и синуситиси, дури некој пат може да имаат и ерозии на глекта, бидејќи тоа е кисело агресивно дејство под што се изложени структурите. И долго време да посетуваат пулмонолог, мислејќи дека во основа е некое пулмолошко заболување или некој алергиски ринит, а во основа да станува збор за хијатална хернија. Да, проблем со желудникот. Стигнавме до симптомите, јас ќе им дадам можност и на гледачите од овој момент да се вклучат во денешната телма амбуланта. Професорке, значи ја појаснивте поврзаноста помеѓу хијаталната хернија и киселините, но има и низа други симптоми. Ајде да започнеме со она што е поврзано со системот за варење, односно со проблемите кои што се однесуваат на овој систем. Што е карактеристично? Најкарактеристично е една рана ситост. Пациентите кога јадат и малку кокизатат, велат преполсум и чувствувам тежина и болка во епигастричната регија или позади градната коска, тоа е типично. Потоа киселини и жежење и враќање на содржина. Често се жалат и на поддригнување, на подуеност. Кога имаме нарушување на нормалната анатомија, нема да имаме ни нормална пасажа на храната како што би била кај еден здрав човек. Овдека во таа килна кеса подолго се задржува храната, потешко оди надолу заради овие анатомски абнормалности и секако симптомите се и поизразени. А постои ли поврзаност помеѓу хијаталната хернија, односно килата на желудникот и дишењето, бидејќи килата е во горниот дел? Да, секако. Над диафрагмата? Да, над диафрагмата. Да, кога килната кеса е над диафрагмата и зависи од незината големина, таков ќе биде и незиниот компресивен ефект врз околните структури. Со дишењето точно може да пациентите, ако е тоа големо килно кесе, да чувствуваат задишување. Го кажавме оној симптом на хронична надразнителна кашлица, притисок во градниот кош. Тоа се оние симптоми претежно пулмонални, а кардиолошките и тие може да бидат сериозни и да не пренасочат да мислиме дека станува збор за срцево заболување, па некогаш дури дека станува збор и за миокарден инфаркт. Срцебиење се јавува? Да. Многу често пациентите трчаат на кардиологија. Да, се јавува една сериозно срцебиење и палпитации, чувство дека не може да се изрегулира ритамот. Може да се јави и силна градна болка која што се шири кон грбот, што е типично и за ангинозната болка и за инфарктот. Дури некогаш може да се јави болка и во рамото, исто типична за инфаркт. Во тие ситуации секако да се исклучи прво кардиолошко срцево страдање, бидејќи тоа е навистина една ургентна состојба.
во тие ситуации клиничарот е оној кој што треба да направи дистинкција помеѓу двете состојби. Прво да се земат во предвид нели симптомите, но да запомниме дека пациент има право и да има и две болести, нели? Во исто време и да имаме и кила и инфаркт. Затоа ЕКГ-то е нужно да се направи, да се изработат срцеви маркери, а потоа нели да се направат доиследувања. Пред да ги вклучам гледачите, уште едно прашање, може ли да се јави вртоглавица како последица на килата на желудникот? Да, и тоа е еден од симптомите, не специфично нели желудник со вртоглавица, но механизмот е разбирлив бидејќи во торакалниот дел и во абдоминалниот дел минува еден нерв наречен нервус вагус. Тој влие врз мотилитетот на цревата, врз срцевата работа, врз притисокот, така да кога имаме килно кесе кој што притиска врз овој нерв, секако дека може да се јави вртоглавица како несакан ефект од оваа состојба. Ќе го вклучиме првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сега, јас сум пациент, имам 72 години. Така. Хиатус хернија ми е диагностицирана уште пред 30 години, па и повеќе. Во моментот се сметаше дека имам некои срцеви болести, меѓутоа покасно се установи дека е тоа хиатус хернија која притиска на диафрагмата и имам проблеми со функција на срцето. И сега јас долги години се носам со таа диагноза. Меѓутоа, имам проблем што во дадени моменти, понекогаш, кога после јадење или после одредена ситуација, кога ќе се напијам вода, имам толку силни болки во градите што не можам да ја потурнам храната за да продолжи да оди во желудникот и буквално неиздрживи болки, кои што сметам дека тоа е крај више. Да, која е сега препораката од докторката што би требало јас понатамо како да се понашам? Ова посебно се случува во последно време. Порано може би ги немав такви. Така, но сега чувствувате влошување, особено кога ќе се напиете чаша вода. Наеднаш ќе напијам неколку голтки вода и добивам ненормални болки во градите. Така, па бараше решение секако за проблемот. Ви благодарам за вклучувањето. Професорке, непријатни се симптомите кои што се поврзани со хиаталната хернија? Да, може да предизвикуваат навистина сериозни тегоби и вознемиреност кај пациентите, разбирливо. Во принцип, препораките се да не се земаат ни екстремно студени, ни екстремно жешки напитоци, затоа што прават спазам на мускулатурата. Исто така да се земаат почести оброци, а помалку. Нели, брзиот начин на живот, не секогаш имаме време редовно да ги конзумираме сите оброци. Треба да имаме 3 оброци со 2 ужинки, умерено јадење, здрава храна и кога после јадење веднаш да не легнуваме. Секако кај овој пациент тука треба да се примени и медикаментозен третман. Сигурно верувам дека е препорачано и лековите да ги зема, но доколку перзистираат, потребно е да се направи контролна гастроскопија. Зошто? Затоа што ваквата хронична експозиција на киселата содржина може да доведе до промена на лигавицата, до појава на хранопроводот, до појава на ерозии и во тие ситуации треба да се оди со малку по-агресивна и по-долготрајна терапија. Имаме уште 20 гледачи кои што ќе ги вклучиме во програма. Добар ден за следниот. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање до докторката со голема почит. Многу убаво објаснува, многу убаво ни Така ги предочува сите аспекти на оваа болест, а секако ќе проговориме подетелно и за третманот. Кој е вашето прашање? Се работи. Јас имам направено гастроскопија. Така. На клиниката ми најдоа кила на желудникот и почеток на гастритис. Сега кај мене се враќа
храната ми се враќа до устата ми се полни со течност, која морам или да станам или да ја проголтам. Кога ќе ја проголтам, киселини ми се јавуваат, после истите симптоми што ги кажа пациентот претходно, ми дојдувам до гушење, што додека ја проголтам храната, и јас тотално болка таква, тврда осеќам, тешка, над желудицот, што се едноставно ми се затира димот. Плюс ми правија и за дебелото црево, ова ми најдоа миоми, кои ми ги сечеа тамо. Фактички тегобите ми се страшни, јазикот ми е страшно бел, со горчини во устата, Така. со жештини во устата, печење и ред други работи. Да, не е едноставно да се живее со сето ова и секако барате решение, дали постои решение. Така, плюс сум срчен болесник кој имам 3 стенда, примам доста лекарства, а од гастро не ми дадоа никакви лекарства да употребувам за таа кила. Што ја имате? Да. Да немате, професорке, само некој подпрашање или не тоа е? Се ви благодарам за вклучувањето во програма и век пациентката, односно гледачката, опиша на вистина еден широк спектар на симптоми кои што се на вистина проблематични. Да, тоа се типични симптоми со кои што се соочуваат овие пациенти и очигледно станува за една посериозна состојба, нели, со потешка клиничка слика. Мора да се применуваат лекови. Животните навики се едни кои што ќе ги применуваме, но клучна улога играат и медикаментите. Кај оваа пациентка препорачувам да земе инхибитор на протонска пумпа. Тие се лекови од прва линија кои што се даваат во оваа состојба. Тие намалуваат киселината? Да, ја намалуваат киселинската секреција и ќе се намали, нели, она враќање на киселина која што пациентката го има. Кај потешките форми може да се примаат и 2 пати на ден, и наутро и навечер. Прво се почнува со најмалата доза која што е ефикасна. Предлагам да пробаат со 1 таблета наутро, доколку со тоа нема подобрување на симптомите, може да земе и наутро и навечер. И во поново време се користат обложувачи или сурфактанти. Тие се во форма на гел кои што се пијат навечер и прават еден вид заштитен слој и врз храновото, и врз усната празнина, и врз желудникот. Тоа се тие, се извинувам, шампуни за желудник што ги нарекуваат пациентите? Да, тоа се тие, да. Меѓутоа се навистина ефикасни. Пациентите кажуваат дека имаат навистина подобрување од ваквите препарати. Во однос на тоа што кажа пациентката што е правена колоноскопија со најверојатно отстранети полипи, препораките за контролна колоноскопија зависи од типот на хистолошкиот тип на полип кој што е изваден и од бројот на полипите, но некаде се движи контролна колоноскопија од 3 до 5 години. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден и за него. Ало. Така, очекуваме да слушнеме уште едно прашање од гледач, кој што одлично го слушаме во програма. Повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, значи се јавува како стеснување на екзофагусот при хранење. Се тоа е најверојатно ради киселината која што се лачи. Моментално пијам Ноупаза од 40 милиграми. Сега со гастроскопот кој што ми беше ставено од цревото тоа внатре, првиот пат не рекол као вид на гроз нешто, потоа со камери горе се качив на гастрохепатологија, со другиот апарат видоа нешто како набори. И после тоа ми рекол да се јавам уште 1-2 пати, но така испадна работата, не се јавив. Се уште киселините влијаат, значи многу. Сега, дали има некој нов препарат или па што би било тоа као гроз прво, после набори со другиот апарат, кој што беше малку попроблематичен. И сега, дали на упазата да продолжам или има некој посовремен на место на упаза или пак дали нека посовремена терапија. Околу тие набори таму што ми рекоа нешто. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Киселина одамна и се ја имам.
Така, ви благодарам за вклучувањето, што би можеле да дадете како совет, професорке. Пациентот наброја една од можните компликации од желудичната кила и од хроничниот рефлукс, тоа е навистина да настане толкава инфламација на храноводот и понекогаш може да се јават и стенози и структури на храноводот, па храната да не оди непречено. Она што 2 пати бил прегледуван, најверојатно станувало збор за некаква промена на желудникот, кој што сме сакале да видиме со ендоскопски ултразвук. Тоа е посебна процедура, каде што народски се вика внатрешно ехо, нели? Се гледаат сите структури длабински во желудникот. Доколку нолпазата, тоа е нели пантопразол, не помага, може да се замени со некој друг леко од истата група на лекови. Дали тоа ќе биде ланзопразол, рабепразол, езомепразол, или пак да се зголеми дозата, како што кажавме, да пие едно наутро и едно навечер рапче. Веќе преминавме на начинот на третирање, на лекувањето. Доколку килата на желудникот е мала и не создава тегоби, потребно ли е да се третира? Не. Доколку нема тегоби, нема некаков ризик од компликации, да речеме, кога е мала оваа кила, тогаш нема потреба ни од некакви посебни медикаментозни третмани, едноставно животни навики, оние што ги спомнав, редовна исхрана, умерени стомачни вежби и да не се легнуваме веднаш по конзумација на оброк, туку барем 1 до 2 часа, малце да се движиме, за да има време перисталтиката да проработи и храната нели да отиде во долните партии. Значи, ноќната рутина е важна? Да. Важно на каква перница спие пациентот? Да. Советуваме да спијат на 2 перници или малце подисправено, токму поради она да не се враќа киселината навечер, и клучно е времето кога јадеме. Повторувам. Некогаш знаеме, бидејќи немаме време навечер да седнеме да се најадеме и да легнеме, тоа е апсолутно погрешно, барем 2 часа пред легнување да биде последниот оброк и на подигната перница. Споменавте дека се неопходни промени во животните навики и регулирање на исхраната. Повеќе мали оброци и дали треба да се елиминираат одредени продукти ако забележиме дека ни создаваат тегоба? Да. И како да процениме кој продукт всушност го создава симптомот? Да, тоа е најтешко, како да речем, нема универзални препораки во тоа што треба да се јаде и не, освен онаа група на храна што ја спомнавме, што е богати со хистамин. Да. Тоа е навистина тешка храна и живееме во време кога и храната е изменета, нели, богата е со конзерванси, со масти, многу пржена, тешка за дигестија. Што значи треба да се вратиме на еден по природен начин на живот, домашно подготвени оброци, без многу лута храна, лук и кроми да се избегнува оваа група на храна што ја спомнав. А целулозната храна, како што се грав, грашок, леќа, боранија? Целулозната храна може да предизвика подуеност, меѓутоа е потребна од друг аспект за редовно цревно празнење. Рековме дека обстипацијата е еден ризик фактор кој што може да доведе до појава на кила, а сакаме да имаме регуларно цревно празнење, така да треба да се внесува целулоза, таа ја собира водата од цревата и со тоа се овозможува полесно цревно празнење. Значи еден балансиран и умерен тип на исхрана. А може ли да се случи еден продукт да не ни создава проблем кога самостојно го внесуваме, но во комбинација со други продукти да доведува до некакви симптоми? И тоа е можно, затоа на пациентите ние им велиме сами да си направат дневник на исхрана. Дента кога ќе јадат, да речеме, некаква салата, да проценат дали прави проблем. Ако не прави, може да продолжи да ја конзумира. Доколку внесе друг продукт, да провери како ќе реагира. Меѓутоа, тоа се многу индивидуални состојби. Генералните препораки се тие, а во однос на индивидуалните, пациентите треба сами да водат дневник што толерираат, а што не. Споминавте дека треба да се земаат лекови кои што влијаат на секрецијата на желудочна киселина редовно. Колку време може да се применуваат вакви терапии? Може доживотно? Да, апсолутно да. Имаме ситуации каде што е нужно некој пат доживотно да се примаат овие инхибитори на протонска пумпа. Да речеме кај пациенти кои што примаат антикоагулантна терапија, тај е ризик за појава на улкус на желудникот и овие се како заштита. Што значи претходните ставови дека може да има несакан ефект од овие лекови сега веќе се побиени, безбедни се, но не сакаме ни пациентите како плацебо велиме
велиме да ги земаат по навик од саба или да се напие апче, да се држат до препораката кој што ќе ја даде лекарот. Ние обично даваме ограничен временски период, некаде до 3 месеци да се земаат, а потоа да се проба на вистина со овие промени во исхраната и во животните навики и лековите да се земаат по потреба. Да споменам уште една група на лекови, антацидите, и тие се на вистина корисни, ја неутрализираат киселата содржина и даваат брз ефект. Обично се комбинираат со инхибиторите на протонска пумпа. Тоа се оние апчиња што се растварат во устата? Да, што се гризат или што се шмукаат, тоа се. А сода бикарбонат? Да, тоа е традиционален домашен лек, нели, на ова поднебие и верувам дека сите некој пат сме го искористиле. Меѓутоа и тој делува, да, сода бикарбоната како антацид и навистина ефикасен, може да ја користиме кога сакаме брзо ослободување од симптомите, но секако некако хронична една терапија. Ке ги вклучиме гледачите, ке им дадеме предност. Добар ден. Добар ден и среќен ден. Ви благодарам. Повелете. Поздрав до сите во студиото. Поздрав и до вас и убав ден. На 72 годишна возраст сум. Така. Имам хроничен гастрит и каскада, кила на желудникот. И многу ми пречи кога ќе пијам наутро јогурт или чаеви, како килата да ми се надуи и ќе почне да ме гуши, да ми лупа, да ми рипа. Пијам Нолпаза и пијам Блоксан. Пулсот ми го качува диафрагмата. Тоа го имам повеќе од 30 години, ама сега од многу стресови останав сама без родители и без брат. И се чувствувам така како повлечено, како во депресија, во анксиозност. И што ќе јадам, помалку, почесто јадам, ама се што ќе јадам мене ми смета. Ако јадам воќе, поврќе ми смета. Луто, кисело, зачини, тоа се избегавам, запршки. Ама слабо се движам од вртоглавица, имам спандилоза во врати, во кичмата и тинитус, бучење во ушите. И ми прави проблем. Дење не легнувам, одам по соба, по двор одам. Неколку пати имам паднато така од вртоглавица и се плашам сама надвор да излегувам. И ми рекоа да пијам од тие гелови. Дали редовно треба да ги пијам, бидејќи пијам Нолпаза и наутро и навечер Така. од 20 мг. На каков начин треба да се зема таа терапија? И многу ми проблем прави преку ноќ. Преку ноќ кога мирувам, само на десна страна спијам, не можем Така. од вртоглавица на друга. Наутро малку ако се мртна, мене килата ќе почне да ми лупа и срцето и се веднаш плашам, чувствувате проблеми, ќе викнам од да. кревет и ќе одам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, што ја опишавте и вашата симптоматологија и еве сега ќе да видиме што може да се направи во овој случај. Да, очигледно тука нели е малце комбинација на повеќе состојби, но секако инхибиторите на протонска пумпа, повторно велам, тие се лековите, да проба со антациди. Тие лесно и брзо ги ослободуваат тегобите. Некогаш, иако во алтернативната медицина и тоа се практикува, но не секогаш помага кај секого, може блага масажа или благо притискање во епигастричната регија со цел да се избутка храната или вишокот на... Тоа се тие масажи кои што ги нарекуваат местење на желудникот? Народски, Со притисок под ребрата, Да. од левата и од десната страна. Некои вакви масажи има. Да. Пак велам, нема научни докази дека тоа навистина делува. Но може да се проба во ваков случај. Кога имаме ваква ситуација, може да се проба. Впрочем, нели, кај бебињата кога се мали, кога имам грчеви, ние применуваме некој вид на масажа, токму заради тоа да се избуткаат гасовите и да се стимулира некако перисталтиката. Професор, ке слушнавме дека гледачката спие на десната страна. Тој се препорачува кај пациентите кои што имаат кила на желудник. Зошто да не се спие на левата страна? Да, затоа што анатомијата на желудникот е таква. И кога спиеме на другата страна, регургитацијата на киселината е многу поголема во ноќните часови и тогаш се најизразени симптомите. Така да спиењето на десната страна и пациентката кажа, навистина помага кај некои лица.
доколку килата на желудникот е навистина голема, може да доведе до сериозно нарушување на функцијата на срцето? Може, секако да. Бидејќи прави компресивен ефект на структурите и често се оние палпитации кои што ги плашат пациентите. Така да, може да доведе до такви проблеми. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и на вас. Повелете. Јас сум наред. Да, вие сте, повелете. Се извинувам едно прашање до докторката. Го очекуваме. Немам кила на желудник, али патувам од гастритис. Значи, почеток на чираш, по моје. Значи имате гастритис и се плашите да не добиете чир на желудникот, ако добро ве разбрав. Ми рекла дека почетокот гастритис имам, ама толку години. Добро. Значи, толку време пијам лекови, нолпаза, омепразол, некои прашкови таму, ништо. Моментално, месец добро ми е све. Месец ми оттекува желудникот горе, а без знаеш од болки не можам да спијам. Ноќе ми разбудува. И сега киселини имам и многу здригнување. Не кога здригнуваш, така. И тоа, љуто не јадам, кисело не јадам. Значи, јадам што ми смета и не јадам. Од што може да биде ова? Ако може да ми кажа докторката што треба да пијам, како треба да пијам, кај кого да се обратам, пошто кај мојата матична, она така ми рече, а после тоа ми рекла дека наводно камен сум имала и тоа. Така. Значи, барате совет за вашата состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, ке повелете. Пациентката да испита дали има хеликобактер пилори бактеријата, е најчеста причина за појава на гастритис и за епигастрични тегоби. Може да се испита преку крв во серум, тогаш испитуваме антитела или директно антигенот од бактеријата преку фецес или уреаза издешен тест, кој што не е достапен на клиниката за гастроентерохепатологија. Доколку е позитивна, нели секако терапијата е сосема поинаква и друга. Она што спомна некој дека кажал дека има камења, навистина калкулозната холециста, камењата во жочното кесе може да имитираат симптоми на гастритиса, во основа да станува збор за нели воспалено жочно кесе. Пациентката нека дојде кај нас на клиника за детално да ја прегледаме и да кажеме што понатаму во однос на терапијата. Кога зборуваме за начинот на решавање на непријатните тегоби предизвикани од килата на желудникот, споменавте вежбање, стомачни вежби и зајакнување на стомачни грбна мускулатура. Но дали одредени вежби можат и да ги влошат тегобите на пациентот? Да, секако дека да. Дигањето на големи тежини, нагло подигнување на големи тежини, тоа повторно нели го зголемува притисокот, се оптоварува диафрагмата и тие вежби треба да се одбегнуваат, затоа што може да доведат до појава на желудечна кила или на веќе постоечката да ја влошат симптоматологијата и таа да се зголеми, да се прошири. Значи, наместо ваквите вежби се советуваат умерена физичка активност, вежбање на стомачната и јадрената мускулатура, кој што ќе даде подобра поддршка на сите ткива и органи. Препораките се некаде 120 до 200 минути во текот на неделата, дали тоа ќе биде пешачење, дали умерено трчање или во фитнес центар да се вежба, меѓутоа никако со премногу големи тежини. А како влијаат цигарите врз килата на желудникот? Цигарите директно нема да направи некој пациент да има кила, меѓутоа придонесува во влошување на симптомите. Никотинот делува како миорелаксант и прави релаксација на долниот езофагален сфинктер и токму затоа симптомите кај пациентите кои што пушат се поизразени. Друг механизам на кој што делува никотинот е преку зголемена секреција на желудечна киселина и преку оштета на заштитниот мукозен слој врз хранопроводот и врз желудникот. Значи на повеќе нивоа тој делува и секако нели пушењето да се избегнува. Значи цигарите да се остават доколку се добие ваква дијагноза. Гледачката пред малку кажа дека се влошиле симптомите откако била изложена на стрес.
Дали тоа значи дека оние што ќе добијат ваква диагноза треба да научат и да го менаџираат стресот и стресните ситуации? Да, често гастроинтестиналните симптоми се асоцирани со некоја психолошка состојба. Во последниве декади тоа е докажано. Постои една оска мозок-црева, каде што одредени трансмитери делуваат преку мозокот и цревата. Така да во секоја стресна состојба ние може да реагираме со болка или со нелагодност во стомакот. Стресот е клучен во овие ситуации. Да се најдат механизми како тоа ќе се избегне, нели? Во ова време тоа е ако е возможно, да, но дали е тоа одење во природа, разговор со пријатели, но секако и тој многу влијае во оваа состојба. Можете ли да кажете дека дисциплината на лицето со хијатална хернија е клучна во решавањето на непријатните тегоби? Апсолутно, воопшто за нашето целокупно здравје дисциплината е најважна. И за кардиоваскуларните заболувања, и за гастроинтестинални, и за срцеви, што значи еден балансиран живот каде што и ќе си дозволиме уживање, меѓутоа и ќе припазиме. До кога се употребуваат лековите, а кога се преминува на хирургија? Хирургијата е резервирана за онаа група на пациенти кои што нема да имаат одговор на оваа стандардна медикаментозна терапија и кои што веќе направиле промени во животните навики, меѓутоа нема резултати. И секако хирургијата се применува доколку настане некоја од компликациите на желудечната кила. Најсериозна компликација е вклештување на килата, каде што таа се увртува, веќе е фиксирана и често настанува исхемија и некроза, односно изумирање на ткивото и тогаш веднаш мора да се реагира. Во тие ситуации Какви може симптоми има? Силна градна болка. Да. Значи исти симптоми како и кога би имале хијатална хернија, меѓутоа поинтензивни и посилни. Друга компликација е при тоа вклештување да настане и крварење. Бидејќи нема убав доток на крв, настануваат површни ерозии во тој дел на килата и може да се јави гастроинтестинално крварење. И хируршкиот третман е навистина дава добри резултати и ги намалува симптомите. Класичната операција која што се применува овдека се нарекува фундипликација по Нисен, каде што горниот дел од желудникот се завртува околу храноводот и го фиксираме тој дел на килата и го зајакнуваме долниот езофагиален сфинктер. Така, во утрешното издание на Телма Амбуланта ќе зборуваме токму за операциите на желудникот, а во продолжение на емисијата ќе слушнеме уште неколку прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и докторката и сакам да прашам докторката. Јас сега скоро пред 2 дена ќе имам симптомите што ги кажуваш сега докторката, значи имам градна болка и грбна болка. И стомакот од левата страна, значи ужасни болки имам, дури воздух не можам да земам. Тоа ми се случува често. Имам пред години 15 сигурно полипи вадено. Колоноскопија имам правено повеќе 5-6. Гастроскопија една, не ми е најдено од тогаш ништо од како ги вадев полипите, а ова ми се појавува почесто и грбот и градниот кош, значи имам ужасни болки дури до онесвестување. Се додека не се испразнам и после прекинуваат болките, а воздух не можам да земам во момент. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што можете да советувате во овој случај? Да, очигледно ете пациентката е испитана, нели ги направила сите потребни ендоскопски прегледи. Во основа станува збор за еден позабавен мотилитет и на желудникот и на цревата, кој што со возраста физиолошки настанува. Важно е редовно цревно празнење, дали преку поголем внес на фибрински влакна, дали преку употреба на лаксативи и кај повозрастните секако движењето. Движењето ќе забрзе и перисталтиката, и ќе зацврсти мускулатурата, и ќе се намалат овие симптоми. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира нешто. Јас нешто надвор од темата, сакам да поздравам докторката. Ви благодарам.
А јас само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката, намалите го тонот на телевизорот и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Ве слушаме одлично, само намалете го тонот на телевизорот. Во програма сте. Дали ќе можеме да го слушнеме вашето прашање? Еве уште една можност за вас. Повелете. Не. Да, еве, повелете. Ајде. Докторката и водителката. Ви благодарам. Ме интересира надвор нешто темата. Докторката да ја замолам дали може да прашам. Секако, повелете. Ви благодарам. Јас имам хемиплегија, моментално година и 2 месеци. И исто имаме анеуризма. Да, совет до докторката, надворува од темата, меѓутоа дали може да ја замолам докторката да ми праша? Дали ќе има подобрување на самата ситуација? Дали ќе имате подобрување на самата ситуација? Доктор, ќе го разбравте прашањето? Да, ви благодарам за вклучувањето во програма. Пациентка со хемиплегија, колку што разбрав, невролошко заболување, различен е процентот на опоравувањето после некаков невролошки настан, секако физикалната терапија тука е нужна. Да се јавуваат на редовни невролошки прегледи, да одат на физикална терапија и следење од невролог. Така, продолжуваме ние понатаму, наму каде што запревме, хируршките третмани. Дали тие ги даваат посакуваните резултати секогаш? Да, видите, во медицината никој пат и во животот никој пат нема 100%, меѓутоа да. Во светот постои и ендоскопски третман на хиаталната хернија. Сметам дека наскоро тоа ќе го имаме и тука кај нас во Македонија, каде што преку ендоскопот се влегува внатре во желудникот и она хирушки зафат се прави ендоскопски. Одвнатре, без да има засекување на абдоминалната празнина, и тоа е со навистина висок успех, како и хирушкиот третман. Така би бил убаво и еден ваков нов принцип на третирање на хернијата на желудникот да биде применлива и кај нас. А кога зборуваме за диагностиката, дали гастроскопијата е единствениот начин да се процени дали одреден пациент има кила на желудникот? Гастроскопијата е, би рекла, најпрецизен метод за да се визуализира килата, бидејќи директно со апаратот, со камера влегуваме и во храноводот и во желудникот и може да процениме и колку е голема килата и дали има компликации од постоење на ваква кила, кој тип на кила, за кила станува збор и дали има некои пропратни други проблеми. Освен гастроскопијата, хиаталната хернија може да се докаже и со рентгенска снимка за оние пациенти кои што не сакаат да бидат изложени на ваков инвазивен метод. Тогаш се пие еден контраст и се прави рентгенска снимка во надолу лежачка положба, Тренделенбургова положба, каде што се визуализира ова килно кесе, но ендоскопијата е секако супериорна. Колку е честа оваа диагноза? Па навистина е често заболување, да, особено кај постарата популација, како што реков, заради физиолошкото истрошување на организмот. Ако се јави во детска возраст, исклучително ретко, кога станува збор за некакви вродорни структурни аномалии. А кај помладата популација, рековме, ако постои некој од оние ризик фактори, број 1 обезноста. Значи, за да се внимава на телесната тежина. Еве, моето последно прашање во денешната Телма амбуланта е што може да се направи за да го зачуваме здравјето на желудникот? Животен баланс, умерена исхрана, редовен спорт, помалку стрес, тоа е клучот за здрав живот. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ја обработивме оваа болест која што очигледно воопшто не е ретка по бројот на јавувања на гледачите и која што создава сериозни тегоби. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следавте. Ви посакувам пријатен ден.